Извинете, господине, дали може кратка анкета? Може? СДСМ не отиде на лидерската средба во средата. Абе они 5-6 пути бараа таква лидерска средба и сега избега. Им ги слушам тезите, демек секој што ќе присуствува на лидерска кај Мицковски го легитимира криминалот и корупцијата на ВМРО ДПМН и легитимира политиката на изолација на земјава. Фактички ВМРО ја изолира земјава, а СДСМ се изолира од сите политички процеси. Тотална изолација, човек. Сојузот на синдикатите на Македонија најави протести и штрајкови во втората половина на јануари, а главното барање е минимална плата од 600 евра и зголемување од 100 евра на останатите плати. О, супер, браво. Ќе одите на протести ако ги има? Не, ладно е, кај додам сега. Ладно е. Значи сте задоволен со платата? Па не сум баш задоволен, едвам земам 28.000 денари, ама што да ти кажам, на ладново многу сум болежлив ја и сега 15 минути на ладно и одма настинувам 100 пати на ден, одам у ВЦ да ме простиш. Нека одат младиве, не е за мене, мислам за нас старите болежливи тоа. Македонија се задолжи за 1 милиарда евра. Па ништо страшно, цел свет се задолжува. Тоа значи дека ни даваат кредит пошто ни веруваат дека ќе им го вратиме. Тоа самото по себе говори дека кредиторите во нас препознаваат силна економија и умна влада. Отидов ја булево ми протестира нешто. Техничката влада ќе се укине за следните избори или за изборите потоа? Да, нашиве поглавици конечно се договори. Математички, техничка влада ќе има до 2032 година, а Албанија во 2032 година ќе влезе во ЕУ, ние тогаш ќе укинеме нашата техничка влада. Значи ваков напредок, ваков прогрес не сум видела, ми да рипам од среќа. Од СДСМ обвинуваат дека собственик на фирма добивал десетици тендери, а при тоа бил член на избирачки одбор на ВМРО ДПМН. Па што е спорно тука? Значи ти не смееш да имаш фирма да учествува на тендер, а при тоа да бидеш член или симпатизер на некоја политичка партија? Значи не гледам тука никаков конфликт на интереси. Значи човекот е добар во тоа и добил тендер. Другите што не добиле, они треба да учат од господинот, затоа што си господинот пар екселанс. Што мислите, предвремени избори ќе има годинава? Јас не сум затоа што ептен добро ни тргна, ама мојата сна е за да има парламентарни избори, нон-стоп се караме околу тоа, ама по друга страна многу е вредна снаата. Што прави снаата? Вие си ја сакате, не? Многу си ја сакам. Она 4 работи знае да прави у исто време. Кои се тие работи? Што прави? Пие кафе, збори на телефон, лакира ногти и пуши цигара. Значи син ми многу имаше среќа. Извинете, господине, добар ден. Се погоди времево за анкете, а? Времево е милина за анкета. Пролет. Дали сте расположени за една? Како не сум расположен? Супер сум расположен. Во Бугарија пак криза, таму најверојатно повторно ќе има предвремени избори. Па, да. Види, ја сум рекол и пак ќе речам дека кој се рчка со Македонија, малер го бие. Земе ги бугарите, нашиот источен сосед. Со години не може да направат стабилна влада. Прва работа. Втора работа ти текнува лани ноември-декември, нон-стоп протести во Софија, народот се бунеше против воведување на еврото. Таму народот е несреќен. Ако Бугарија сака да им биде добро и сонце да ги огре, треба се смират со нас. И тогаш ќе нема проблем. Не е само Бугарија, земја Европска унија. Кај ја посматрам Европска унија. Значи они не примат кај нив во клуб, факт е тоа, окей, и види се што им се случува. Они се, како да кажам, предмет за зезање. Русите ги зезаат со гаста. Трамп ги зеза нон-стоп. Кинезиве не ги сапат за живи. Значи Брисел има проблеми со својот легитимитет, со својата тежина. И тоа е тоа. Ако сакаат да мрднат напред, ЕУ подитно треба нас да не прими и ќе им тргне работа. Вие ова сериозно или чисто колку нешто да се каже? Чисто колку нешто да се каже, ама призна дека добро звучи. Да, добро звучи. Франција воведе доброволен воен рок. Програмата е отворена за лица од 18 до 25 години и нуди плата од 800 евра. По завршување на обуката, доброволците ќе бидат распоредени во воени единици. Сега ме враќаш пред 40 години, ја кога служев во армија, тогаш имав само 18 години и ме пратија во Задар против воздушна артилерија. Секој машко треба да почувствува што е војска, дете.
Значи стануваш у 5 саат бајле, у 5:30 веќе измијан, трчаш, гимнастицираш, у 6:30 доручек, графче, војничко графче. Мислам, види, таа JNA беше една од најмоćните армии во Европа, ама за жал се распадна како кула од карти. За Франција ве прашав. Да. Да, Франција, Европа. Види, по моја процена, Европа почнува да мириса на барут. Таму ќе има свашта, они нема се распаднат како бивша Југославија, ама дека ќе има бели, ќе има бели. Ајде, сериозно. Убав ден, господин.